Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Ме познаваш ли? Се викам Хадасе и живеам во Персија. Но јас овде сум тугинка. Родителите ми се мртви. Веќе не можам да се сетам на нив. Мардохеј, еден роднина, ме зеде кај него. Тој е добар очов. Живееме во големиот град Суза. Овде сите ме викаат Естира. Моето персиско име значи звезда на исток. Непознатото, убаво и паметно сираче не помислило дека тоа еден ден ќе блесне како светла звезда и ќе стане многу позната. Естира станала царица. Нејзината приказна е раскажана во Библијата. Мокниот цар Ахасвер ја избрал. Од сите млади девојки таа му се допаднала најмногу. Тој ја ставил круната на главата и приредил голема забава. Но тој ден тој не собирал даноци во целото царство и наместо тоа раздал подароци. Не било случајно што во тој миг Естира станала царица. Сигурна сум дека Бог влиел на изборот на царот Ахасвер. Естира верувала во владетелот на целиот свет, кој го насочил срцето на царот во врска со тоа прашање. Естира во палатата со себе донела тајна. Никој не знаел дека е еврејка. Очувот ја советувал да не каже никому. Таа го послушала и молчала во врска со тоа. И Мардохеј работел за царот. Еден ден бил сведок на заговор од двајца слуги на царот против царот. Тие планирале да го убијат. Мардохеј и соопштил на царицата Естира за тоа и таа веднаш му кажала на царот. Тој заговор бил откриен и виновните луѓе биле веднаш казнети. Ахасвер му рекол на својот секретар да напише извештај за тоа во дневникот на царот и тој го направил тоа. Набрзо потоа во палатата се појавил еден злобен човек. Тоа бил гордиот и надмен Аман. Тој успеал со умилкување да му се приближи на царот. Аман бил втор најмоќен човек во целото персиско царство. Тој бил човек со ѓаволски план во срцето. Ке слушнеш повеќе за тоа во следната драма. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!